Нереални и скапи цени, падни стани тендери, одолговлекување на постапките со жалби, сомневања за корупција и криминал, уценувања, ученици кои што пропуштаат настава бидејќи нема со што да стигнат до училиштата. Ова се само дел од предизвиците со кои општините со години се соочуваат при превозот на учениците. Најголемиот дел од општините кај нас немаат сопствен превоз на ученици, па мора да користат други оператори. Општина Кавадарци е еден пример каде што целокупниот превоз на ученици го врши јавното претпријатие за градски превоз на општина Кавадарци. Сега тие имаат капацитет од 14 возила и го покриваат превозот на учениците не само од Кавадарци, туку и од соседните општини. Се превезуваат во моментов околу 625 ученици, како од средното така и од основното образование, а истите се земаат од 22 локации. Опфатени се сите дестинации од каде што има ученици на кои им следува превоз. Значи тука се и приградските населби, во Кавадарци ги има Ваташа, Марена и Сопот. Селата кои се во опфат на град Кавадарци, да речеме, возиме и деца од други општини, тоа се општина Росова, исто и децата од општина Демиркапија со пропарните села, општина Неготино со нивните села, значи тоа се тие 22 локации, не само од нашиот град, туку секое дете кое што има право да користи бесплатен превоз, ние се погрижуваме за тоа дете да стигне на школа во точните термини и исто тоа ги враќаме назад во одреден временски период. Од општината вела дека со воведувањето на овој начин на превоз, бенефитите биле повеќекратни. Прво, превозот бил поевтин и сите пари завршувале во општината, која што ги реинвестирала во нови проекти за граѓаните. Немало тендери, договори и целиот процес бил полесен за менаџирање, а учениците добивале поквалитетен превоз. Заштедата е една работа од сет бенефит кои го имаме ние како јавно претпријатие со кои вршиме превоз на учениците. Значи тоа е еден сегмент. Друг сегмент е тоа што многу му е полесно и на училиштата да се организираат бидејќи работат само со еден превозник. Ние имаме комплетна логистика и поддршка и заедно ги решаваме сите работи во што се вика со, да речеме, менаџерите, односно директорите на средните и основните училишта. Претходно тоа било поразлично. Да речеме, за иста дестинација еве Ваташа, ќе зему обзир, можеби секоја школа распишува посебна набавка, па се јавуваат повеќе превозници, па за иста дестинација има многу варијабилна разлика у цена, да речеме, може некој превозник да склучил договор со одредена школа за 20 или 30 денара, за иста дестинација друг превозник тоа исто да го направил за 100 или 120 или 150 денара. Тука наидува и на многу други проблеми, односно не знам дали превозот бил точен, дали се одвивал по точниот распоред како што треба и знаеш кога соработуваш и кога работиш со 2, 3 или 4 деловни партнери за една иста работа, тука настануваат и поголем дел од проблемите. Не е само бенефитот од тоа што штедиме, туку даваме и плата на 22 луѓе кои што работат во нашето јавно претпријатие. Исто така, нашите возила се нови, имавме набавка на 4 нови автобуси, после тоа имавме набавка уште на 3 нови автобуси. Парите што фактички ги земаме од превозот на учениците, ние ги уложуваме пак во самото јавно претпријатие. Општина Битола пак годишно за превоз на ученици издвојува 70 милиони денари. 55 милиони е дел од покриен со блок дотациите од МОН за средното образование, но 15 милиони денари за основното образование се натовар на општината, со оглед на тоа дека блок дотациите од Министерството за образование не се доволни. Од пред 2 години е формирано јавното претпријатие Пелалинк за меѓуопштински превоз на ученици помеѓу трите општини Битола, Новац и Могила. Сите транспортни средства општините ги издружиле во тоа претпријатие. Но за комплетно самостоен превоз на ученици, според општина Битола, тоа би била скапа операција, набавка на нови автобуси, а голем проблем било и тоа што не може да се најдат возачи со Д категорија. Со тоа би добиле можеби поголема ефикасност во дел на тоа, поголема контрола на реализацијата на услугите во делот на време, тајминг, како тие линии се движат.
Меѓутоа и тоа е скапа, исто така скапа инвестиција комплетно да се покрие тој превоз со сопствени средства, зашто ниедно јавно транспортно предпријатие без субвенциите кои би ги издавала повторно општината, веројатно би се добило на некој квалитетон ако целевте на тоа со вашето прашање. Меѓутоа средства доста треба финансиски повторно да се извадат со обем, со оглед на тоа дека сме прилично голема територија. Првично целевме на некој набавка на 6-7 автобуси. Меѓутоа велам, мака мачевме додека го формиравме тоа предпријатие кое години беше, да кажам така, во мирување, да го активираме со оглед на тоа дека не само средства што ви се потребни и технички средства, него и персоналот. Проблем е, она што ви го кажав, да најдете во денешно време и шофери со Д категорија и со одредена гарантирана цена која може да издвои општината како плата. Од општина Новаци пак велат дека формирањето на јавното предпријатие Пелалинк помеѓу општините Битола, Новаци и Могила помогнало после повеќе од 15 години да се организира превоз до неколку населени места со помалку жители, каде што приватните превозници не сакале да возат поради немањето на доволно финансиски бенефит. Тоа пак придонесло тие места да не се иселат комплетно, затоа што превозот е важен фактор во општественото живење. Но и тие велат дека за комплетно општински превземање на сите превозни линии се потребни пари и поддршка од државата. Онаму каде што не можевме да го организираме превозот со приватните превозници, онаму каде што не се пријавуваат на тендерите за да ги земат линиите за превоз на ученици, ние тоа во прва фаза го покриваме со нашето предпријатие, кое што можем да кажем дека е успешно. Еве во нашата општина, во општина Новаци, имаме во пограничниот дел на општината, селата кои што гравитираат во пограничниот дел од општината со Грција, во изминатите 15 години можеби немавме организиран превоз на патници, тоа беше голем проблем. Можеби и причина за тоа што ни се случуваше во минатото иселувањето на селињето. Сега, од кога веќе го формиравме ова предпријатие за превоз на патници, секојдневно имаме по 4 линии на таа релација. И имаме големо задоволство од жителите кои што живеат во тие населени места. Се надевам дека во иднина ова предпријатие ќе прерасне во сериозно предпријатие за превоз на патници и со тоа не би имале потреба од ангажирање на други предпријатија. Меѓутоа, за да тоа го направиме, треба сериозни вложувања како од општините, така и од државата, за да може ваквиот тип на организирање на предпријатијата за превоз на патници во иднина да прерасне во нешто посериозно. Дел пак од другите помали општини, како што е Крушево, сакаат сами да вршат превоз на ученици за да заштедат на средства и истите да ги пренаменат во други проекти, но имале законски пречки. Општината законски не може да поседува возило над 9 седишта и со истото да врши ваков вид на превоз. За ова мора да формира јавно предпријатие за транспорт, но за тоа тие немаат пари. Формирањето на истото предпријатие повлекува дополнителни вработувања и друга потребна логистика која што чини доста средства. Бараат или промена на законот или помош од државата за тоа јавно предпријатие. Министерството за транспорт и врски над 9 седишта на возило, патничко возило, односно комбе, дава лиценца и извод на лиценца. Извод на лиценца и лиценца се дава само на предпријатие, односно трговско друштво, доел и слично, не може да се издаде на општина. Не може да се изваде дозвола затоа што извод на лиценца и лиценца за секое возило, тоа е како лична карта за граѓаните, му следува само на предпријатие, не на општина. Не сме општината да се бави со превоз, со јавен превоз на ученици или јавен превоз на патници затоа што му задира сега во приватниот сектор. Со тоа би заштедиле доколку се формира такво? Би се заштедиле огромен број на средства затоа што имаме доволен број на вработени и доколку би се ангажирале 1 до 2 возачи, посебно во помалите места, ќе имаме доволно за да ги пренамениме средствата за други потреби, за грејење, знаеме, огрев, струја и така натаму. Повеќе од јасно е дека доколку општините сами организираат превоз на ученици, бенефитите ќе бидат многу големи, но за дел е потребна државна финансиска помош за набавка на автобуси, пари кои што ќе се вратат за само неколку години, но исто така и желба за радикална промена на сегашниот модел со приватни превозници. За Сител, Дарко Штарговски.